Сега ние како вработени ќе преземиме дополнителни мерки, се агресивни. Прво ќе тужиме државата Република Македонија, бидејќи е 100% собственик на фирмата. Ќе обвестиме странските амбасади и амбасадоро Самуил Збогар, како се вика господин од Европската унија што е во Скопје, и други радикални мерки одиме Скопје со 4-5 автобуси, со се фамилии, со се жени, со се внуци. И да видиме што ќе направиме. Инаку вака никој не гледа. Значи крајно несериозна е владата и не сака да ни го реши нашиот проблем. Гледаме по медиуми, се расфрлаат со пари, К15 за администрација, во образование зголемување плати, во здравство зголемување плати, полиција, секаде се зголемуваат платите, а не може да го реши проблемот за овие 64 вработени, кои се оставени на работна екзистенција. Значи овие луѓе бараат честно да си ги сработат нивните пари, да работи фирмава и да си заработуваат плата. Уште еднаш апел до владата, еднаш да излезе и еднаш да секогаш да реши. Или да ни дај работа, да го реши нашиот проблем со фирмава, или конечно еднаш стечај нека води фирмава и да знаеме на што сме. Што се случи од последната средба кога се видовте и со Христијан Мицкоски, ви беше ветено дека ќе разговара тој со техничкиот министер за внатрешни работи, каде што имате се уште за работа, дали нешто се промени или имате некаква повратна информација? Нас ни беше ветено дека ќе се сретнеме со министерот Чулев. Ние се сретнавме, направивме таква средба. На таа средба договоривме дека ќе дојде наредната недела во Прилеп, ќе разговара со директорите, ќе направат некои анекси договори и дека ќе се префалат тие пари за да продолжиме да работиме. Ама зошто не се случи таа средба, ќе треба да опрашате директорот или министерството. По разговорите со директорот и тој разочара многу. Вика многу очекував од владата, ама никој не излезе во пресред, никој не сака да ни помогне. Значи струја немаме, фабрикава не работи, почнаја да се распајџаат и ѕидови и кровови. Значи чим не се работи во една фирма, таа почнува да пропаѓа. Плата Последно плата зедовме околу 1 декември. И тоа не беше плата, тоа беше дел од заостанати плати. Значи за цела 2019 година ние немаме земено плата.